Го качија во хеликоптер, се фотографираа за да се пофалат, го однесоа до Виена и таму го оставија сам да си го плати лекувањето. Скандалозна одлука на фондот, нема пари за лекувањето на младиот Леонид Индов, кој по преживеана тешка несреќа во Грција не може сам да се движи, ниту пак сам да дише. Ако сака да се лекува во странство, ќе мора да си плати од свој џеб, затоа што според нив во Македонија можел да ја добие потребната нега, ама не кажуваат каде. Он диши на респиратор, он е во животно загрозувачка опасност, а никој тоа не го сваќа овдека. И таа комисија што дигнала раце за да не се лекува Леонид во странство, затоа што тоа било рехабилитација според нив, и тоа можело да се третира во нашава држава. Нигде не ми наведуваат каде тоа ја треба да се обратам. Зарем ја би го носел детето во Австрија ако имам услови тука да го лечам? Тука завршија сите третмани, се што можеше да се направи, се што може да проба, детето не може да го извадат ниту од респиратор, ниту пак може да го третираат како што треба. Од македонските институции не добиле никаков совет, ниту пак насока за тоа каде да го лекуваат. Само се испофалија на социјалните мрежи дека наводно ги засилиле националните капацитети за ефикасна реакција во случаи на итни медицински потреби. Ние бевме во Грција 50 и нешто дена, од прв ден знае институциите дека Леонид скрши врат и опериран тамо, никој не дојде да ни каже би требали нешто. И никаква помош не добивме. Тоа го тргам на страна, го заборавам, сакам сега детето да иде напред. Таткото се надева на промена на одлуката на второстепената комисија. Вкупната сума за неговото лекување е 140.000 евра, за која семејството побара помош од хуманите луѓе. Досега преку донации се собрани средства кои би покриле само половина од 6-месечното лекување во Виена. Телефонските броеви за донации остануваат отворени, како и надежта на семејството за промена на одлуката на ФЗО.